денот на одржување на Струмичкиот карневал се приближува, значи со цел да се протече во најдобар ред. Денеска имавме работен состанок со представниците од луѓето задолжени за безбедноста, односно тоа е полицијата, исто така нашиот спонзор Бастион кој што врши обезбедување на трасата, луѓето задолжени за осветлување и средување на делот од трасата, односно фирмата Дигитал, и луѓето задолжени за озвучување на целокупната маршрута. Ги разгледавме сите детали и проблеми кои можат да произлезат со поместувањето, односно новата маршрута на Струмичкиот карневал. Ги маркиравме тие проблеми, ни останува уште малку време да истите ги реализираме, ги поправиме оние проблеми кои што се можни да произлезат. Некаде при крајот на едната недела пред самиот почеток на карневалот ќе имаме уште еден таков состанок, на кој што веќе се надевам со расчистени решенија за проблемите кои беа произлезени, ќе можеме да настапиме со конечна визија за тоа како ќе се одвива обезбедувањето и сите други технички решенија околу Струмичкиот карневал. Кои проблеми ги детектиравте? Еден од главните проблеми беа тесните грла на оваа маршрута, кај што може да дојде до поголем наплив на луѓе, а нема доволно простор. Исто така се јави како проблем преодот од една на друга страна, односно можност од често пресечување на маршрутата. Проблеми што се јавиле минатата година до одредени делегации или ненајавени гости лутале по градот. Ќе настојуваме сите тие маркирани моменти навреме да ги апсолвираме и да обезбедиме начин да тие не се повторат. Оној момент што за прв пат се јавува за безбеден преод на трасата без да се прекинува маршрутата, најверојатно ќе се реши со користење на пешачките премини под паркиралиштето, за премин од едната на другата страна. Најда недавно пред главната карневалска вечер по сабота, веќе дали се дефинира бројот на учесниците на главната карневалска вечер? Колку ќе биде бројот? Јас за некоја точна бројка неблагодарно да се прогнозира, можам да кажам со сигурност дека своето учество го потврдија 14 групи од странство. Тие се сите во просек од 25 до 40 учесници. Бројката на странски гости ќе биде некаде околу 400. Очекуваме од другите градови некаде иста толкова бројка од Македонија и со оние учесници од Струмица очекуваме дека она стандардна бројка од околу 2500 учесници, 2500 до 3000 учесници во маскираната поврка. Она што ќе се случува околу, знаеме дека голем дел од гледачите се исто така маскирани, но ние тоа не го рачунаме во бројот на маскираните. Луѓе кои ќе учествуваат во поврката една стандардно меѓу 2500 и 3000.